Ако Македонија не ги испорача очекувањата од Турција во врска со за нив терористите гюленисти, барањата за нивна екстрадиција, односно така наречено чистење на земјава од овие луѓе, ќе имали реперкусии од Анкара и какви? На ова прашање турскиот министар за надворешни работи денеска порача од и македонската влада соработувала со нив и очекува од и работите ќе продолжат на истата патека. За Чавушоглу, добар сигнал дека Македонија не отстапувала од очекувањата на Анкара е затворањето на неделникот Заман, но не сака да предскажува што би направила Турција ако земјава откаже соработка за гюленистите. Овде не би требало да хипотетираме врз основа на веројатности, но нашите очекувања се јасни, заедно работиме во таа насока и како резултат на таа насока сакаме да видиме конкретни чекори. Нашите очекувања ги нашата пријателска државниот врв на нашата пријателска Македонија ги знае многу добро. Битно е во понатамошниот период заеднички да го продолжиме оваа работа и да добиеме конкретни резултати. Проблемот на нашиот пријател Турција е и наш проблем, му одговори Димитров, уверувајќи го дека се подготвени и како влада во однос на политичка волја. Во врска со прогонот на гюленистите, Димитров нагласи дека разузнавачките служби на двете земји работеле извонредно. Овде немаме докрај одврзани раце, бидејќи имаме и домашен и меѓународен правен систем што треба да го следиме. Процедурата за многу од овие лица е во тек и во основниот суд Скопје 1 и во јавното обвинителство. И разговаравме за тоа докаде е процедурата, што се случува. Според Чавушоглу, гюленистите не се само опасност за Турција, туку и за Македонија и регионот. Затоа ФАТО, како што тие нарекуваат организацијата на Фатула Гюлен, треба да биде искоренета.